Драги ученици, добре дојдовте во вашата e-училница. Овој видео час е наменет за ученици од 7 оделение по предметот информатика и од темата програмирање преку стандарден структурен програмски јазик, а се однесува на наставната единица структура за повторување со броење на циклусите. Најпрво да видиме што ќе учиме денес. Прво ќе осознаеме синтаксата и семантиката на структурата со повторување со броење на циклуси, а потоа ќе научиме да ја применуваме истата во конструкција на програми. За работа ќе ви биде потребно компјутерно со инсталирана интегрирана околина за програмирање во C++ или онлайн едитор на интернет. Ако имате тоа што е потребно за работа, можеме да започнеме со часот. Во секојдневниот живот постојат работи за чие извршување е потребно една или повеќе активности да се извршуваат повеќе пати. Некогаш не знаеме точно колку пати треба да се повторат, некогаш го знаеме точниот број на повторување. Например, додека има тесто, прави палачинки. Или додека има листови, печати копии. Дали во овие ситуации однапред се знае бројот на палачинки или бројот на копии? Не. И затоа во овие случаи ја користевме структурата за повторување до исполнување на услов. Односно, правиме палачинки додека има тесто или печатиме копии додека има листови. А ако одредена активност се повторува точно одреден број на пати, кој е познат, например, направи 5 палачинки, дали овде го знаеме бројот на повторување на активноста прави палачинки? Да, тоа е точно 5 пати. Затоа денес ќе видиме структурата за повторување со броење на циклусите, која се применува токму во вакви ситуации кога го знаеме точниот број на повторување. Наредба за оваа структура во програмскиот јазик C++ е наредбата for. Една можна форма на наредбата for е следна. For бројач еднакво на почетна вредност, до бројач еднакво на крајна вредност и овде се пишува чекорот со кој што се зголемува бројачот или намалува бројачот. Во заградите се пишуваат исказ 1 или повеќе искази. Например, ако сакаме да ги испечатиме првите 5 природни броеви, for циклусот би изгледал вака. For i е еднакво од 1, за i помало или еднакво на 5, i плюс. Почетната вредност на бројачот на единица, крајната вредност на 5, а ова i плюс ни значи зголеми го бројачот за 1, односно чекорот не е 1. Ајде сега, стартувајте во CodeBlocks и испишете го следниот програмски код. Во нашата задача сакавме да ги испечатиме првите 5 природни броеви. For циклусот не е со почетна вредност единица, крајна вредност 5 и еве го чекорот 1. Да пробаме да ја стартуваме оваа програма. На екранот би добиле излез испечатени првите природни броеви до 5. Ајде сега да се обидеме да ги испечатиме првите 10 природни броеви. Што треба да промениме во нашиот програмски код? Нормално само крајната вредност, затоа што пак почнуваме од 1, меѓутоа сакаме да испечатиме до 10, ја минуваме крајната вредност, чекорот ни останува ист, односно ги зголемуваме броевите за 1. Со оваа наредба овде cout се печати со секое влегување на бројачот во циклусот, значи се печати вредноста на самиот бројач. Да пробаме да извршиме оваа програма.
ќе добиеме испечатени првите 10 природни броеви на екран. Доколку сакаме да ги испечатиме само парните броеви до 10, што би требало да промениме? Која вредност би требало да ни биде почетна? Кој е првиот парен природен број? Тоа е бројот 2. Крајната вредност би останала иста, меѓутоа, дали парните броеви се зголемуваат со чекор 1? Не, тие се зголемуваат со чекор 2, па затоа овде во чекорот пишуваме и плюс еднакво на 2. Да пробаме да извршиме оваа програма. Еве ги испечатени парните броеви до 10. Што треба да промениме доколку сакаме да ги испечатиме непарните броеви до 10? Која би ни била почетната вредност во нашиот for циклус? Прв непарен природен број е бројот 1, значи почетна вредност би ни била единица, крајната вредност пак ќе ни остане 10 и чекорот не се менува, односно и непарните броеви се менуваат со чекор 2. Непарни броеви, ако ја извршиме програмата, се 1, 3, 5, 7 и 9. И претходните случаи разгледувавме структурата за зголемувај до со чекор 1 или 2. Ајде сега да видиме како би изгледала структурата за намалувај до со чекор минус 7 или минус 2. Например, ако сакаме да ги испечатиме природните броеви од 10 до 1, како би изгледал нашиот for циклус? Значи почетна вредност на 10, крајна вредност на единица, меѓутоа сега чекорот не е минус 1. Ова и минус означува намали го бројачот за 1. Да стартираме оваа програма. Еве ги броевите од 10 до 1 испечатени на екран. Што треба да промениме за да ги испечатиме парните броеви од 10 до 1? Почетната вредност не останува иста, крајната вредност не останува иста, меѓутоа треба да се промени чекорот да биде 2. Односно, се намалува за 2 или е чекорот негативен. Извршуваме програмата и ги добиваме испечатени броевите 10, 8, 6, 4 и 2. Да резимираме. Оваа структура, значи, се користи во случај кога ни е познат бројот на повторувањата. Наредба за оваа структура во програмскиот јазик C++ е for. После for не ставаме точка запирка. Бројачот на циклусите има почетна и крајна вредност и се вртат циклусите во зависност од чекорот. Ако почетната вредност не е поголема, а крајната помала, имаме негативен чекор. Еве сега неколку задачи да се обидете да ги изработите сами. Задача 1. Напишете програма во C++ со која ќе се испечатат првите 20 природни броеви на екран. Мала помош, значи нашиот for циклус би требало да има почетна вредност единица, крајна вредност 20, чекорот би требало да биде единица, односно и плюс. Задача 2. Напишете програма во C++ со која ќе се испечатат на екран парните природни броеви до 20. Овде почетната вредност на бројачот би ни била 2. Крајната вредност би ни била 20 и чекорот би требало да биде 2. И задача 3.
што се однесува на структурата за, намалува и до. Напишете програма во C++ со која ќе се испечатат на екран парните природни броеви од 20 до 1, односно намалуваме од почетна вредност 20, намалуваме до 1. Овде почетната вредност е 20, крајната вредност е единица, а чекорот е негативен, односно е -2.